Македонскиот министер за надворешни работи Никола Димитров утре во Атина ќе се сретне со шефот на грчката дипломатија Никос Кодзијас. Официјално нема детали за средбата, ниту кои ќе бидат темите за кои ќе се разговара. Според грчките медиуми се очекува на маса да бидат мерките за градење доверба и начините на кои може да се продлабочи билатералната соработка меѓу двете земји. Financial Times објави интервју со македонскиот министер за надворешни работи со наслов Македонија размислува за можноста да го смени името во обид да го одблокира грчкото противење за членство во НАТО, кој по реакција на министерството беше променет дека Македонија ја разгледува можноста за користење на привремената референца за зачленување во НАТО. Весникот во текстот како можна варијанта го споменува името Горна Македонија, нагласувајќи дека според Димитров договореното име за компромис ќе биде ставено на референдум во Македонија, а претходно за него ќе се бара консензус од сите политички партии. И германскиот весник Тагес-Цайтунг во своето денешно онлайн издание пишува дека владата на Република Македонија, која што се наоѓа на југоистокот на Европа, изгледа е подготвена да го реши спорот за името кој се влече 20 години. Според весникот, суштината на спорот е дали Македонија може да се нарекува себе си Македонија, затоа што Грција го негира ова. Владата во Атина ги блокираше сите обиди оваа поранешна Југословенска република да стане членка на ЕУ и НАТО. Грција се плаши дека земјата со име Македонија ќе бара територија од северната грчка провинција Македонија, пишува весникот. Вчера во Брисел македонскиот министер за надворешни работи Никола Димитров започна нов обид неговата земја да стане членка на ЕУ. Во среда тој сака да се сретне со грчки владини представници и да понуди добро соседство. Грчката левичарска влада на Сириза гледа причини за оптимизам, затоа што националистичките кругови околу Груевски ја загубија моќта во Скопје, смета весникот. Сега останува прашањето како земјата со повеќе од 2 милиони жители ќе се вика во иднина. Германското министерство за надворешни работи ја нарекува ПРМ, а САД и Обединетите нации ја користат кратинката ФИРОМ. Двете кратенки значат поранешна Југословенска република Македонија, се вели во текстот на Тагес-Цайтунг, а пренесе дописникот на Мија од Берлин. Авторот на текстот пишува дека постои и друг предлог како Горна Македонија, но грчките представници предупредуваат на преголемо забрзување при решение на спорот, а Димитров се надева дека во текот на следните месеци страните би можеле да се договорат. Официјална Атина пак останува на својот цврст став дека Македонија не може да стане членка на НАТО без претходно да се реши прашањето за името. Кодзијас и изминатиот викенд повтори дека нашата земја е дар од боговите, но со лош кум. Грчката влада не отстапува од своите ставови и нема да потклекне под притисоци за прием на ПРМ во НАТО под привремената референца, како што интензивно периодов се слуша од различни политички и медиумски извори во двете држави, изјави шефот на грчката дипломатија. Грчките медиуми во континуитет информираат дека инсистирањето за влез на Македонија во НАТО се должи во прв ред на обидот на Западот за намалување, односно спречување на руското влијание и проекти во Македонија, а преку неа и во регионот. И додека дел од грчките медиуми пишуваат за притисокот Македонија да влезе во НАТО под референцата, друг дел излегоа со наслови од типот „Ерата на Груевски заврши, ФИРОМ го менува името“, информирајќи дека новата влада е подготвена за промена на името со цел влез во НАТО.